Добродојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Во продолжение следуваат настаните кои го одбележа денешниот ден. 20 милиони евра профит од Суперкупот. Општина Газибаба постапува согласно законите, кои се еднакви за сите граѓани. 10-дневен одмор за основци од Карпош во Струга. 20 милиони евра профитирал градот Скопје од одржувањето на Суперкупот. Според проценките, потрошени се 200.000 евра, а неутралната фан зона ја посетиле повеќе од 100.000 посетители. Градските власти се задоволни од организацијата на спортскиот спектакл. 200.000 евра потрошил градот Скопје на организација на Суперкупот, не сметајќи ги трошоците за снимањето на промотивниот видеоспот и за потребите на јавните предпријатија, а приходот од изминатите 2 дена фудбалска еуфорија се проценува на 20 милиони евра, додека на неутралната фан зона продефилирале 100.000 посетители. Ова денеска го изјави градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски, еден ден по грандиозниот спортски спектакл на арената Филип II во Скопје. Градот Скопје, ако гледаме вака директно финансиски средства, издвои околу 200.000 евра за организирање на неутралната фан зона над преварачката зона. Исто така тука и средствата за видеото кој што беше презентирано на јавноста во Република Македонија. Тука не се пресметвани трошоците кои што се направени на јавните предпријатија кои што учествува во расчистувањето, во организирањето на просторот кој што се движа најчесто навивачите и овие кои што доаѓаат на стадионот. Се проценува некаде околу 20 милиони евра се останати во градот Скопје во периодот додека се одржа овој Суперкуп. Зборам јас неколку дена пред и еве да речам дека ден-два после овој Суперкуп. Се претпоставува дека проциркулирале или продефилирале и поминале околу 100.000 луѓе на ова неутрална фан зона. Иако, значи, бројката можеби е и поголема, меѓутоа со сигурност се смета дека оваа бројка навистина е бројка која што е импозантна за градот Скопје. Трајановски исто така нагласи дека стандардите на УЕФА биле успешно исполнети, што не прави добри домакини, достојни за организирање на настани од светски рамки. Градот Скопје се покажа како добар домаќин. Бевме на ниво на она што го бараше УЕФА со сите нивни барања и стандарди кои што беа поставени пред нас како град Скопје, така да градот Скопје исполни својата задача како домаќин. Бевме организатори на неутралната фан зона која што се покажа навистина во најдобро светло во смисол на привлекување и на анимирање што повеќе љубители на фудбалот да дојдат во центарот на градот Скопје и да се запознаат и да уживаат во онаа музика која што беше таму представена. Се надевам дека и понатака после ова ќе ни се даде довербата да организираме и други вакви надпревари. Филип Поповски, генералниот секретар на ФПМ, рече дека добрата организација на Суперкупот ни отвара можност за аплицирање и за други големи фудбалски случувања. Она што се случи вчера ни дава мотив повторно да работиме натаму и она што ќе го кажам дека ние нема да застанеме тука, дека со ваков тим Фудбалската федерација на Македонија ќе аплицира и за други проекти во поскора иднина за да може да се организираат. Веднаш по завршувањето на Суперкупот на УЕФА, синоќа екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје спроведува посебна акција за чистење на централното градско подрачје. Во чистењето по надпреварот, како што информира град Скопје, се вклучија и останатите јавни комунални предпријатија со активности на јавните зелени површини во градскиот парк, улиците и плоштадите на кои беа поставени фан зоните.
Веднаш по завршувањето на Суперкупот на УЕФА, синоќа екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје спроведува посебна акција за чистење на централното градско подрачје, плоштадите Македонија, Филип II, Богородица, Мајка Тереза и ВМРО, како и по широката околина на градскиот стадион. Како што соопшти јавното предпријатие Комунална хигиена, во акцијата беа ангажирани 60 работници, а се употребуваат две големи метлачки, едно специјално комунално возило Пијаджо, едно специјално комунално возило Кипер и 3 автоцистерни. Екипите на Комунална хигиена извршија и расчистување на улицата Самуилова, како и на платото пред црквата Свети Спас под Скопското кале, каде што се одвива манифестацијата Пиволенд. Вчерашната акција беше завршница на едномесечните активности што предпријатието ги спроведуваше во пресрет на Суперкупот на УЕФА во насока на одржување на јавната чистота во централното градско подрачје и во околината на градскиот стадион. Од 11 јули 2017 година во овие активности секојдневно учествуваа приближно 20 работници што беа ангажирани за расчистување на отпадот, чистење и метење на скалите што ја поврзуваат улицата Лазар Личиновски со кеот на реката Вардар, со рачно и машинско метење на скалите, рачно и машинско метење околу градскиот стадион, расчистување на отпадот под мостот Гоце Делчев, камениот мост, мостот Мајка Тереза, мостот Око и мостот Слобода, како и рачно и машинско миење на сите улици и патеки околу градскиот стадион, наведува предпријатието Комунална хигиена. Во чистењето по надпреварот, како што информира град Скопје, се вклучија и останатите јавни комунални предпријатија со активности на јавните зелени површини во градскиот парк, улиците и плоштадите на кои беа поставени фан-зоните. Активностите, како што соопшти град Скопје, се одвиваат цела вечер и ќе продолжат денеска до целосно расчистување на просторот. Според градските власти, на надпреварот меѓу Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед присуствувале околу 33.000 навивачи, а Скопје изминатите дена го посетиле повеќе од 100.000 туристи. Спротивно на очекувањата, вчера и денеска клиниките се празни. Фудбалските фанови мирно и без претерување со алкохол го следеле финалето на Суперкупот во Скопје. Во текот на вчерашната вечер за време на Суперкупот на УЕФА не е регистрирано зголемување на вообичаениот број интервенции, соопшти Министерството за здравство. На клиниката за токсикологија не е примен ниту еден пациент. Во службата за итна медицинска помош не се регистрирани колапси, а само еден странски државјанин со скршеница на рака е транспортиран во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. И ургентниот центар во комплексот клиники информира дека ноќта поминала мирно, без големен број интервенции. 45 ученици од Карпош на бесплатен одмор во Струга. За ова нешто подоцна во вестите. Општина Газибаба ги негира обвинувањата дека во спротивно на законот и на моралните принципи ќе изврши рушење на пристапна патека на семејство во населбата Сингилич. Од општината велат дека станува збор за рушење на дивоградба по пријава на сосед. Откако во јавноста излезе информација дека општина Газибаба без никаква доза на хуманност ќе руши пристапна патека изградена за потребите на семејство со дете со инвалидитет, општината излезе со соопштение во кое вели дека пристапната патека не е предмет на инспекцијска постапка, туку се работи за постапка по претходна пријава од граѓанин за доградба на просторија од куќата без соодветна документација. Од општината додаваат дека градижната инспекција постапила по претходната пријава од соседот, пошто е констатирана категоризирана градба, доградба без соодветна документација, за што е донесено и решение за отстранување. За истата оваа постапка, општината и инспекцијата се задолжени со решение од страна на Државниот управен инспекторат од Министерството за информатичко општество и од Државниот инспекторат за урбанизам и градежништво при Министерството за транспорт и врски во рок од 15 дена да постапат по решението, бидејќи и до овие институции е доставена истата представка. Општина Газибаба постапува согласно законските регулативи и прописи, кои што важат подеднакво за сите граѓани, децидни се од општината. Сепак, од таму велат дека се запознаени со потребите на семејството Петровски.
Ова семејство во текот на изминатите години неколку пати добило еднократна парична помош од Комисијата за доделување на еднократна парична помош и пакети, а исто така и неколку пати општина Газибаба во соработка со општина Дојран им има овозможено бесплатно летување на детето и семејството. 45 ученици од основните училишта во општина Карпош, чии семејства се наоѓаат во материјално неповолна состојба, добија бесплатно летување во Струга финансирано од општината. Ученици од 6, 7 и 8 оделение од сите основни училишта кои се наоѓаат на територијата на општина Карпош денеска по втор пат заминаа на 10-дневен одмор во Струга. Станува збор за 45 основци, чии семејства се наоѓаат во потешка материјална состојба. Учениците ќе престојуваат во одморалиштето Солферино со вклучен појадок, ручек и вечера. 5 наставници по физичко образование ќе се грижат за основците во текот на летниот одмор. Градоначалникот на општина Карпош Стивчо Јакимовски на карпошовите основци им посака пријатен престој и убав летен одмор. Одморот ќе трае од 9 до 19 август и представува одлична можност за релаксација и полнење на батериите на основците пред почетокот на новата учебна година во септември. Компанијата Балкан Енерджи Груп викендов ќе го асфалтира коловозот на улицата Народен фронт во Капиштец, на која се интервенираше на вреловодот. Планирано е да се санира системот за поливање, ќе се реконструира тревникот и ќе се засадат нови дрвја. На барање на општина Центар, компанијата Балкан Енерджи Груп викендов ќе го асфалтира коловозот на улицата Народен фронт во Капиштец. Балкан Енерджи Груп до крајот на август улицата Народен фронт, на која се интервенираше на вреловодот, ќе ја врати во првобитна состојба. Ќе се санира системот за поливање, ќе се реконструира тревникот и ќе се засадат нови дрва, соопшти општина Центар. По поплаките од граѓаните, екипите на општина Центар излегле на терен и констатирале пропаднат коловоз, отворени дупки на улицата и тротоарите, оставени прикопи, уништен парк со исушени садници, отворени јами, уништени тревници и паркинг кој е посипан само со земја. Балкан Енерджи Груп се согласи да даде 2-годишна гаранција за квалитетот на улицата Народен фронт по цела должина на тротоарите и тревниците, соопшти општина Центар. Делови од општините Киселавода, Шуторизари и Бутел утре ќе имаат прекин во снабдувањето со електрична енергија. Без електрична енергија утре од 9 до 12 часот ќе бидат корисниците на дел од улицата Саса во општина Киселавода, како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, поради закажани технички зафати, без струја од 8 часот и 30 минути до 11 часот и 30 минути ќе останат дел од улицата Индира Ганди, како и делови од улиците Вашингтонска и Виничка во општина Шуторизари. Без електрична енергија утре од 11 до 13 часот ќе бидат и корисниците од улицата Александар Бујнов број 21 и околните објекти во општина Бутел. До петок ќе се задржи претежно сончево и многу топло време. Македонија ќе биде во портокалова фаза во однос на опасноста од високи температури. В сабота, во текот на денот, ќе има зголемување на облачноста и ќе дува засилен југозападен ветер, но дневната температура се уште ќе биде висока. Преку ноќта кон недела се очекуваат врнежи од дожд проследени со ретки грмежи. В недела ќе дува засилен северен ветер, а дневната температура значително ќе се намали. Следно во вестите МТМ Метео.
Со мотомамите го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.